Утре во 16 часот и 30 минути во Штип, екипата на Брегалница против Победа го заверува првото место и влезот во првата фудбалска лига на Македонија. Речиси известниот исход против отпишаната Победа е големо враќање на Брегалница во елитното фудбалско надпреварување во Македонија, поради што во просториите на клубот беше одржана пресконференција. Долгата серија на надпревари не беше лесна. Може да ги издвојам надпреварот со Рачиново таму што го свртевме, губевме на почетокот, потоа победивме со 2:1 и сега на крајот последните надпревари со нашите конкуренти. Тоа се со Скопје победивме, со Рачиново овде кога издвоивме бод, многу важен бод, и Охрид што го победив. Во Брегалница веќе се прават планови за прволигашки надпревари, но и малку повеќе со оглед на тоа дека во клубот е најавен влез на германски инвеститор. Ние веќе комуницираме интензивно со новиот заинтересиран спонзор, кој ја има веќе посетено Брегалница, го има посетено Штип, добро е информиран за состојбите во клубот, за играчкиот потенцијал, за тоа дека Брегалница е огромен расадник на фудбалски кадар. Комуницираме во насока на носење на одлука на следна седница на Совет на општина Штип за продолжба на 51% од акциите. Јас верувам дека ова ќе се случи и дека ќе имаме еден вистински партнер кој ќе го трасира патот на Брегалница кон европскиот фудбал. Напоредно со ова, јасно е дека се потребни нови засилувања и нови играчи. Прво, да разговараме со оние играчи што не донесоа до овој успех. Значи, ние треба да дадеме внимание на оние што изнесоа еден ваков трнлив пат да дојдеме до оваа лига. Од кога ќе видиме, ние можеби нема со некој од тие да се договори раководството, тогаш ние ќе одиме на ангажирање на играчи. Во однос на потребните технички потреби и ВАР технологијата, председателот на клубот изјави: ВАР технологијата чини некаде од 100 до 150.000 евра. Претходно ние овде во самиот клуб оптичкиот кабел го имаме целиот поставено и тоа две мрежни, така бара два оптички кабла, тоа го бараат условите, доколку едниот зад и другиот да може да работи. Тоа е 30 до 40% веќе од работата е завршена. Треба да се направи, да се одреди каде ќе биде самата просторија на ВАР, има посебни димензии што треба да се направи таа просторија и треба дополнителна опрема, меѓутоа тоа најверојатно ќе побараме помош и од Фудбалската федерација на Македонија, бидејќи сами тоа не можеме дел да изведеме од тоа.